скромност. Послушај овој хадис кој го бележи Ибн Маџа, хадис сахих. Джаа раџулун илен неби. Дојде човек кај пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам. Кале дуллени иля амелин. Ида ана амилтуху ахаббани Аллаху ва ахаббани насу. Аллахов пегамбере, поучи ме со дело. Ако јас го практикувам тоа дело, ќе ме сака Аллах и ќе ме сака луѓето. Види? Аллахов пегамбере, поучи ме со дело, кое ако јас го практикувам, ќе ме сака Аллах, ќе ме сака луѓето. Пегамбер салаллаху алейхи ва саллам вели: "Изхад фи дуња юхиббука Аллах." Биди скромен на дуња. Биди скромен на дуња, Аллах ќе те сака. Колку да имаш, немој да се креваш. Биди скромен. И биди свесен дека тоа е од дар од Аллах. Ако ти си скромен и ги признаваш благодатите, свесен си за твојата состојба, дека не си толку паметен и способен, што Аллах азza wa jalla волку те воздигнал. Биди скромен. Признавај ги Аллахови благодати, Аллах ќе те сака. Вазгад фима инда нас юхиббука нас. И биди скромен ко луѓето. Односно, не го посакувај луѓето што го имаат. Немој да бараш од луѓе. Немој да ги молиш луѓе. Ќе бидеш понижен од луѓе. Туку биди оној кој ќе им дава, а нема да им зема. Биди оној кој ќе прави добро, да не очекуваш добро од луѓето. Кога човекот ќе биде во таа состојба, нема да копне пон она што го има од луѓето. Туку е задоволен за својот риск, тогаш и луѓето ќе те сакаат.